Заборавањето, тоа е нешто што ни се случува на сите секој ден. Но дали некогаш сме застанале да се запрашаме зошто е тоа така? И уште поважно, што можеме да направиме во врска со тоа? Епа, во оваа анализа ќе нурнеме длабоко во фасцинантната наука за нашата меморија. Сигурно, таа мала паника кога сфаќаме дека нешто важно ни недостасува, толку е честа што веќе и не ја обрнуваме внимание. Но што ако тоа не е само грешка? Што ако е дел од самиот дизајн на нашиот мозок? Знам, звучи чудно, нели? Ама размислете вака. Нашиот мозок е како компјутер кој постојано обработува огромно количество податоци. Заборавањето е неговиот начин да ги филтрира неважните работи, за да направи простор за она што е навистина битно. Всушност, тоа е еден вид еволутивна предност. За да разбереме како точно функционира ова, треба да се вратиме малку назад во времето, во 19-тиот век, и да се запознаеме со работата на еден германски психолог кој променил се. Ова е Херман Ебингхаус. Пред него се сметало дека меморијата е нешто премногу апстрактно за да се мери. Но тој докажал дека грешат. Користејќи се себе си како заморче, тој спровел илјадни експерименти за да открие колку брзо забораваме. А она што го открил, било прилично шокантно. Спремни? Само 20 минути откако ќе научиме нешто сосема ново според Ебингхаус, забораваме речиси 40% таа информација. 20 минути! Ама чекајте, станува уште полошо. По само еден час, повеќе од половина, цели 56%, од новите информации едноставно испаруваат. И за крај, неверојатниот податок. По само еден ден, ако не направиме ништо за да ја освежиме меморијата, може да изгубиме и до 70% од она што сме го научиле. Сите тие бројки водат до ова, познатата крива на заборавање. Само погледнете го тој стрмен, речиси вертикален пат на почетокот. Токму тоа ни покажува колку е клучно да ги зајакнеме новите информации веднаш, пред мозокот да одлучи дека не се важни и да ги избрише. Добро, сега знаеме дека забораваме брзо. Ама, прашањето е зошто? Излегува дека има неколку главни виновници, или, ајде да ги наречеме, краци на меморијата, кои постојано работат против нас. Првиот крадец е едноставното распаѓање. Замислете ги спомените како патеки во шума. Ако редовно чекорите по нив, тие остануваат чисти и видливи. Ако престанете да ги користите, тревата и гранките полека ги прекриваат додека целосно не исчезнат. Исто и со невронските врски во мозокот. Друг голем проблем е нешто што се вика интерференција. Тука, во суштина, спомените почнуваат да се тепаат меѓу себе. Понекогаш, како во примерот лево, старите навики ни пречат да научиме нови. Но може да се случи и обратното. Новите информации толку да не преокупираат, што почнуваме да ги забораваме старите, како во примерот десно. И секако, тука се и физиолошките фактори. Хроничниот стрес и недостатокот на сон, например, се вистински отров за меморијата. Тие го спречуваат клучниот процес на консолидација, кога мозокот, додека спиеме, ги средува и зацврстува сеќавањата од денот, а да не зборуваме за природното старење и другите невролошки состојби. Ама, доста зборувавме за проблемите. Ајде да преминеме на добрата вест. А таа е дека меморијата не е нешто фиксно, нешто што или го имаме, или го немаме. Постојат неверојатно моќни техники, стари со векови, кои можат драстично да ја подобрат. Време за решенија. Овие техники се познати како мнемоници. Тоа е всушност еден фенси збор за ментални алетки кои прават една многу паметна работа. Ги претвораат досадните, апстрактни информации во нешто што мозокот обожава да го памти. Слики, приказни, рими. Интересно е што овие методи не се некој нов изум. Ги користеле уште древните грчки и римски оратори за да запаметат цели говори. Ајде, да видиме како сето ова изгледа во пракса. Ќе разгледаме неколку од најефикасните мнемонички стратегии, кои апсолутно секој може да почне да ги користи. Уште денес. Да почнеме со наједноставните. Акронимите, како НАСА, се одлични за компресирање на долги и комплицирани имиња во еден лесен збор. Од друга страна, акростиховите користат смешни или лесни реченици за да ни помогнат да го запамтиме редоследот на нештата, како например планетите или боите на виножитото. А сега,
една од најмокните техники што постојат – методот на локуси, или како што многу ми најавикаат, палатата на меморијата. Идејата е генијално едноставна – да ја искористиме нашата пространна меморија, која е неверојатно силна. Едноставно замислете си некое место што го знаете напамет, како вашиот дом. И потоа, ментално оставете ги информациите што сакате да ги запаметите на различни локации низ него. И кога ќе треба да се сетите, што правите, само ментално се шетате низ вашата палата. На влезната врата може да биде првата точка од вашата презентација, на фотелјата втората, на телевизорот третата и така натаму. Одеднаш, една здодевна листа се претвора во незаборавно визуелно патување. Следната техника е чиста забава. Нашиот мозок е програмиран да обрнува внимание на се што е необично, чудно, дури и бизарно. Значи, колку е почудна, посмешна и поабсурдна менталната слика што ќе ја создадете, толку се поголеми шансите да ја запаметите. Примерот со листата за пазарање е совршен. Сериозно, кој би заборавил таква слика? И, конечно, да се вратиме на кривата на заборавање. Како директно да се бориме против неа? Одговорот е повторување со растојание. Наместо да повторувате нешто 10 пати во еден ден, многу поефикасно е да ги распределите повторувањата низ времето, со се поголеми интервали. Оваа стратегија докажано може да го зголеми долгорочното задржување на информации за неверојатни 200%. И тоа е, можеби, најважната порака од целава оваа приказна. Меморијата не е некој пасивен магацин во главата, таа е активен, динамичен процес. Со вистинските стратегии и само малку вежбање, апсолутно секој може да ја подобри својата способност за паметење. Има еден цитат што совршено го сумира ова. На крајот на денот, грижата за меморијата е наша лична одговорност, но и огромна моќ што ја имаме за да го обликуваме сопствениот ум и знаење. И за крај, едно прашање за размислување. Живееме на свет каде што целото знаење на човештвото ни е на дофат на раката. Но дали оваа способност да аутсорсираме се на нашите уреди ја ослабува нашата внатрешна способност да паметиме? И што воопшто вреди да се чува во нашите умови, кога се друго е на само еден клик оддалеченост?